Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Во Тетово затворени најголем број фирми досега, а високите сметки за електрична енергија ќе принудат и други да се соочат со истото. Денеска на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше организирана панел дискусија на тема енергетската и инфлаторна криза. Од 20 до 23 октомври во Тетово и Призрен ќе се одржи 26-тото издание на меѓународниот фестивал на поезијата Денови на најм. Занаетчиите најпогодени прво од ковид по од енергетската криза. Во Тетово затворени најголем број фирми досега, високите сметки за електрична енергија ќе принудат и други да се соочат со истото. Како занаетчиите, така и поголемите компании спасот го бараат во државна помош. 30 занаетчии во Тетовско ставиле клуч на својата фирма во текот на изминатите 9,5 месеци. Од регионалната занаетчиска комора велат дека ова е најлош период досега споредбено со претходно, кога во просек годишно се затвореле само по неколку фирми. Дополнително намален е и бројот на новорегистрирани фирми. Во Тетово во врска со занаетчиите од короната наваму со субвенциите некако испливаа, да речем, на некоја површина. Ама сега со кризата, со енергетската криза, малку тешко. Ова година само се затвараат фирми, се жалат дека уште поголеми сметки ќе имаат. Не се знае до крајот на годината како ќе се издржи, поготово ако нема некоја помош и за занаетчиите како што се и за големите фирми. До сега немало толкава бројка, значи се бришало минимално нешто, имало многу уписи, поготово со самовработување, кога има грантоите од Агенција за вработување. Имало и по 50 уписа во годината, а годинава само 5. Освен занаетчиите кои претежно се помалку вработени и со помал капацитет, и поголемите предпријатија прават пресметки дали ќе можат да ги издржат високите сметки за струја. Од Тетовската агенција за поддршка на предпријатија ЕСА велат дека доколку нема соодветна државна помош, голем број фирми ќе затворат или ќе стагнираат со производство. Сите тие што имаат исклучиво што имаат самиот процес на производство вклучува електрична енергија. Да кажеме во над 50% од работата со струја, да кажеме некои имаат и 70-80% во постапката. И тие немаат обични машини, некои имаат автоматизирани и тешка индустрија, некои има. Таму мора да се најде решение или формула или форма каде што да се надмине ова моментална состојба. Инаку 80% од дејностите на пазарот се занаетчиски, освен бутици, колонијали, угостителски објекти и такси компании. Денеска на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше организирана панел дискусија на тема енергетската и инфлаторна криза. Покрај студентите во дебатата учествуваа ректорот на Универзитетот Абдуменав Беџети, како и поранешниот председател на владата Зоран Заев. Панел дискусија на тема енергетска и инфлаторна криза денеска беше одржана на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Панелисти на денешниот настан беа ректорот на Универзитетот Абдулменав Беџети и поранешниот председател на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев. Размената на мислења, ставови и констатации помеѓу панелистите и студентите од Универзитетот ја надополнија оваа панел дискусија. Во таа дебата очекуваме да произлегуваат и одредени констатации, па зашто не и препораки понатака и до тие што ги носат политиките. Покрај тоа што ние сме активни двајца преку тој економски социјален совет во владата, меѓутоа сепак тука малку и од академски теоретски аспект да настапуваме. Поранешниот председател на владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, истакна дека неговата цел на дебатата била да извлече паралела гледајќи ја енергетската и економската криза од аспект на поранешен премиер. Да дебатираме на најактуелната тема
во моментот, а тоа е енергетската инфлационата криза, посебно со желба да излечеме паралела како поранешен премиер, гледајќи ги работите од таа државната страна како влада и денеска во деловниот свет, каде што сме вклучени сите во конзумцијата на електричната енергија, но и во секојдневието со порастот на цените, кои што се случуваат секаде во Европа, во југоисточна Европа и на Балканот и кај нас во Северна Македонија. Јас верувам дека и самите студенти ќе можат да ги видат тие два аспекта на таа паралела на актуелниот моментум, пред се доминантно енергетиката, посебно изразено пред почетокот и на грејната сезона, кое што е многу важно, но и сите планови потенцијали кои што во иднина ги има разработено државата, а ги барат и коморите, деловниот свет, како и домакинствата во делот на сигурноста. Денешната дебата беше организирана од страна на студентскиот парламент и студентската асоциација на Универзитетот на Југоисточна Европа. Тетово во топ 5 општини со најмала отвореност покажа резултатите од истражувањето на Сдруженијето за истражување и анализи за 2021 година. Сето ова, според Сдруженијето, посочува кон минимална отвореност на општинските буџети во 2021 година кон граѓаните. Петте кои што имаат најмала транспарентност, како што кажавме, Арачинова, Демиркапија, Чучерсандава, Пласница и Тетово. Она што треба да не загрижува е тоа дека голем дел од оние општини кои што биле во делот на доволни, оваа година преминуваат во минимална отчетност, транспарентност и вклученост, што значи дека ја влошиле нивната позиција. Од аспект на трите димензии, индексот, прво да кажеме дека индексот порасна за 1,4 индексни поени во однос на ланската година, на претходната година, но кога ги гледаме по димензии, гледаме дека растот пред се должи на растот кај вклученоста и правичноста и кај отчетноста, а додека имаме стагнација на нивото на транспарентност. Од топ 5 општините, единствените 5 кои што имаат задоволително ниво, а тоа се општините Карпош, Центар, Гевгелија, Битола и Валандова. Една од точките каде што на вистина имаме можеби најголема негативна вредност, односно само 3 општини го објавиле предлог буџетот кој што градоначалникот го доставува до Советот, а е многу важен елемент, нешто што централната власт веќе подолго време, неколку години наназад, го прави. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што градоначалникот во периодот од кога ќе го испрати буџетот од неговиот кабинет до Советот, тоа е периодот каде што може да се прават дополнувања, изменувања, да се со амандмани во текот на процедурата на донесување на буџетот да се интервенира. Што значи тоа? Тоа значи дека и граѓаните ќе можат активно да се вклучат, дали преку советниците, дали преку некои интересни групи во менувањето на буџетот и соодветно прилагодување на нивните потреби. Затоа можеби една од клучните работи која што општините треба да почнат да ја практикуваат е всушност објавување и соодветно комуницирање на предлог буџетот кој што се наоѓа на дневен ред на. Во рамки на одбележувањето на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе 18 октомври се делат брошури за подигање на свеста на учениците за опасност од злоупотреба на компјутерската технологија низ 33 училишта во земјава. Децата се најранлива категорија, тие се манипулирани под присила, под закана, се принудувани да извршуваат действија онлайн, кои што се недолични за нивната возраст. Овие видеа одат некогаш во живо, некогаш се споделуваат на порнхабови, некогаш се споделуваат меѓу пријателите. Значи, такви видеа на деца се шират помеѓу децата, снимени од самите деца, и тоа е еден од ризиците каде што предаторите стигнуваат до тие видеа и потоа почнуваат преку закани, преку присила да ги тераат децата да продолжат со вршење на чинови кои што се недолични за нив, и истите понатаму ги продаваат и препродаваат на одредени сајтови и некогаш одат и во живо. Утврдиле дека од една страна постои недоволна информираност, уловиле на некој начин дека постои недоволна информираност на жртвите за тоа колку е можно да биде злоупотребена технологијата. Од друга страна, за нив, како криминалци,
како луѓе кои што го вршат кривичното дело, овозможуваат поголема анонимност преку користењето на онлайн комуникацијата и поголема профитабилност. И заради тоа криминалците се повеќе се ориентираат кон регрутирање на жртвите преку компјутерската технологија, преку онлайн комуникацијата, се повеќе се ориентираат на контрола на жртвите преку онлайн комуникацијата и генерално самата трговија со луѓе како кривично дело се повеќе се прави преку злоупотреба на информатичката технологија. Еден од начините на кои што тие можат да се информираат за безбедноста и безбедниот начин како да пристапат на интернет и како да го користат е сојавување на SOS телефонската линија 0800 5 единици, каде што стручен персонал може да им даде насоки за нивна заштита од трговијата со луѓе. Значи не е само онлайн експлоатацијата, трговијата со луѓе се случува и лице во лице и таа опфаќа повеќе облици на експлоатација, сексуалната, трудовата, питачењето, продавање на органи, принудни бракови и така натаму. Од 20 до 23 октомври во Тетово и Призрен ќе се одржи 26-тото издание на меѓународниот фестивал на поезијата Денови на најм. По тој повод денеска во Тетово се одржа пресконференција за деталите околу фестивалот. Во овие 2 дена ги очекуваме песниците, поетите од неколико земји на светот, вклучувајќи од Америка, Израел, Мароко, Италија, Шведска, Бугарска и така натаму. Вкупно се 26 песници. Фестивалот ќе се отвори пред Домот на културата во петок на 20 октомври во 19:30 минути. Во тој момент лауреатот на овој фестивал, шведскиот песник Кристијан Лендор и директорот на фестивалот, господинот Шаип, со неговите соработници управата на фестивалот ќе стават венец кај споменикот на Наим Фрашари. Потоа на 20 часот во централната сала на Домот на културата ќе се одржи големата вечер на поезијата. Ќе рецитираат сите песници од овие 26 земји на светот. Значи во петок ќе го продолжи во 18 часот, а во субота сите овие песници заедно со директорот Шаип, а и одредени членови на управата ќе наминат за Призрен. Тамо ќе престојуваат 2 дена и во сабота фестивалот ќе биде окончан и тамо во Призрен ќе се доделат наградите за лауреатите. Вчера во Гостивар низ неколку основни училишта под покровителство на општината беше одбележан меѓународниот ден на храната. Под покровителство на општина Гостивар, низ неколку основни училишта со пазари за храна, вчера беше одбележан меѓународниот ден на храната. Средствата собрани од пазарите со храна во гостиварските училишта ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Во оваа прилика, градоначалникот на општина Гостивар, Арбен Таравари, заедно со својот тим присуствуваше во основното училиште Перпарими во село Чегране. Им честитам на учениците, родителите и наставниците за приготвените јадења и за гостопримството достојно на нашата традиција, со леп сол и срце. Како локална самоуправа, сме во фаза на подготовка на кујна во која ќе се подготвува здрава храна. Оваа кујна, прва од ваков тип кај нас, со храна ќе ги снабдува и основните училишта низ територијата на нашиот град, изјави градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера, околу 13 часот, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 44-годишникот Гостиварска Горна Бањица, кој на 15-ти овој месец бил пријавен од 32-годишна гостиварка, со која бил во љубовна врска, дека физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува поднесок.
Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера во 14 часот и 50 минути во Гостиварски Добридол лишиле од слобода 21-годишник од ова село, поради сомнение дека деновиве извршил 3 тешки кражби во викенд куќа и 2 помошни објекти во Добридол. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и се расчистува случајот, пошто ќе се соочи со пријава. 79-годишник од Гостиварско Никифорово, вчера во 16 часот во СВР Тетово, пријавил дека околу 10 часот на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар било одземено неговото патничко моторно возило Рено Клио со гостиварски регистарски ознаки. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер во 21 часот и 10 минути на улица Балиндолска во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 44 годишен гостиварец, кој се заканувал на семејството и ја загрозил нивната сигурност. Се расчистува и документира случајот и на инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 21 часот и 50 минути во Гостиварски Добридол лишиле од слобода 21-годишник и 17-годишник од Гостиварска Топлица, затоа што принивен и преглед на патничкото моторно возило Volkswagen Golf со гостиварски регистарски ознаки, во кој се превезувале, била пронајдена марихуана, непозната бела материја и нож. По целосно документирање на случајот на двајцата ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Од СВР Тетово информираат дека вчера на Тетовско-гостиварското подрачје била спроведена засилена акцијска контрола на пешаци во која биле откриени 75 прекршоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 9 до 14 часот спроведоа засилена акцијска контрола на пешаци, во која вкупно се откриени 75 прекршоци, 42 во Тетово и 33 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на преминување надвор од пешачки премини, додека 3 пешаци не почитувале светлосна сигнализација на крстосници. На сите пешаци прекршители изготвени им се поднесоци и покани за присуство на така наречени сообраќајни поуки, со напомена дека паричните глоби за овие видови прекршоци се движат од 30 до 50 евра во денарска противредност. Во акцијската контрола биле санкционирани 27 други видови прекршоци, 21 во Тетово и 6 во Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетово со совет до пешаците да не ги преминуваат улиците каде што ќе стигнат, туку исклучиво на обележани пешачки премини и задолжително да се движат по тротоари или други површини за таа намена. На возачите пак им се укажува да им даваат предност на пешаците, да ја прилагодат брзината, посебно во близина на училишта или други јавни објекти, каде што е најголемата сообраќајна фреквенција.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!